Одлично. Знаете, христијанството е мистерија, или по да кажем, животот во Христос знае да биде мистерија. Зашто е мистерија? Затоа што истовремено сме ставени во некого, скриени сме, покриени сме со некого, а во исто време самата Библија ни вели дека да бидеме видливи. Значи, Словото не вели дека сме скриени во Христос и не охрабрува да го знаеме тој, не охрабрува да го, како да кажам, да го почитуваме тој дел и да го имаме во предбит постојано, а истовремено цел време ни кажува бидете видливи, нели? Слово Исус дори им кажува, вика, едно светло не може да се стави под вршник или едно светло не се става доле, него се става на врвот на ридот. И таа мистерија е многу интересна. Исто како што бев во една црква во Америка пред месец, 2 месеци, и бев за прв пат таму. И седнав еден пастор на една црква или младински пастор, млад човек, и му го кажа следново. Велам, кога ќе имаш прашање, постави ми го прашањето, ја ќе ти одговорам. И тој ме гледа, вели, како? Како да ти го поставам тоа прашање? Викам, во духот. И тој рече, ја прв пат во живот слушам да некој ми кажува ваква работа. Ја викам, стварно прв пат слушаш вакво нешто? Тој вели, да. Велам, кога ќе имаш прашање, постави ми го прашањето, јас ќе ти го одговорам. И тој вели, но како? Што ако не ти напишам? Не е важно ти дали ќе напишеш или не, важно е ти да го поставиш тоа прашање во духот. Јас ќе го слушнам и ќе ти го одговорам. Во духот. И човекот баш вчера, јас размислувам за него, почнувам да комуницирам со него, после неколку сати човекот ме пишува, ме прашува. Зоран, што се случува со тебе? Така да, исто така еден друг човек ми го поставил прашањето и ми вели вака, вели Зоран, чудно е како ние се поврзавме. Вели, мистерија е тоа. И велам, да, мистеријата е што Христос не поврзува. Христос е тој, Светиот Дух е тој кој што не става во позиција да за нас изгледа како парадокс. Ни вели скриени сме, а сепак сме откриени. Не вели далеку сме, а сепак сме блиску. Вели дека сме длабоко во него, а сепак на површината. Сепак сме излезени на, како да кажам, видливи, опипливи. Така да, мистеријата на христијанството е следнава. Да го познаваме Христос, да бидеме водени од Светиот Дух, да го љубиме таткото и да ги љубиме сите луѓе околу нас. Истовремено сме во една личност, која што другите можеби не ја знаат, не ја познаваат, а истовремено ни е дадена задача да го представиме тој во кој што сме скриени. Дали го разбираме овој дел? Малку ми чутите. Зашто го кажам следново? Тоа е предходново, за да ви го кажам следново. Пред некој ден се слушнав со еден пријател и му реков, ти не си во Скопје, и реков, проповедав предходната недела за една тема, кој се сеќава на темата? Скапоцена вера. Велам, предходната недела зборував за скапоцена вера, а оваа недела ќе зборувам за драгоцена вера. И велам, дали знаеш што е разликата? Следнава е разликата. Кога ќе видиш нешто многу скапо, нешто многу вредно, нешто што е од големо значење, веднаш поставуваш вредност и велиш, ова нешто е скапоцено, ова нешто е многу вредно. Кога ќе ја прифатиш таа вредност во твојот живот, кога, например, некој ќе ти даде поклон и ќе ти каже, само да знаеш дека ова е оригинал. Знаете, ние многу пати како да кажам, се наоѓаме во подрачје каде што многу фалсификати се прават. Нели, ако идете во една населба тука малку подалеку од нас, ќе видите разни облеки со многу надписи, со многу познати брендови. Јас се сеќавам, возев во шутка, ајде. Се возев со еден човек од надвор и човекот вели, леле, Зоран, вие тука имате Гучи, имате Бенетон, имате Найк. И вика, виде колку се ефтини работиве. Викам, чекај. Застани. Не е тоа што не е како што тебе ти изгледа. Рече, како не, види, сето оригинал и сето тоа е толку ефтино. Викам,
личи на оригинал, ама не е оригинал. Тоа е само една копија. Сакам да кажам дека кога некој ќе ти даде нешто и ти вели, знаеш што, ова е стварно вредно, ова е стварно оригинал, што правиш? Тогаш, тоа што знаеш дека на вистина има вредност, го чуваш. Го чуваш некаде на сигурно. Не го изложуваш да биде, како да кажам, украдено или скршено или навредено. Него го чуваш. И одеднаш тоа нешто ти станува што? Ти станува драгоцено или ти станува мило. Така и со верата. Кога ја запознавме верата, дека ова е нешто многу големо, ова е нешто многу скапоцено. Самиот апостол Павле вели дека е скапоцено. Самите ние читаме дека Исус е авторот на верата. Одеднаш разбираме дека ова не е само нешто туку така, него има огромна вредност. И е скапо. Многу е скапо. Една од работите што некој странец, вие не сте странци, али кога некој би ве слушал и всушност не слушаат, знаете ли што е најчестата изјава или најчестиот муабет што ние го правиме, ние македонци да го правиме? Ова е скапо, ова не е скапо. Дали некој сте се сретнале со, или дали сте биле во круг на луѓе каде што постојано зборуваат, ова е скапо, ама ова е ефтино. И шикат, ова е џабе. Мене Ребека ме прашуваше, што е Зоран тоа џабе? А викам, тоа е како, сите мислат дека е џабе, ама пак даваат пари за тоа, ама не е џабе. Џабе е дека треба да биде без пари. Така да кога нешто добиваш скапо, ти го вреднуваш тоа. И најверојатно ако некоја нација, ако некои луѓе кои што вреднуваат или пак разпознаваат нешто што е скапо, тогаш најверојатно би требало да бидеме ние. Затоа што ние секогаш зборуваме ова е скапо, ова не е скапо. Бидејќи кога знаеш дека нешто е скапо, го чуваш. Го заштитуваш, му купуваш маска, му купуваш работи околу него, ставаш за да не биде скршено. И само кој ќе разпознаеш дека верата што ти е дадена е скапоцена, тогаш почнуваш да ја чуваш во тебе и тогаш почнуваш да ја вреднуваш во твојот живот и тогаш велиш, сега верата мене не ми е само скапоцена, не е само скапа, него сега ми е драгоцена. И баш се слушнав со еден пријател кој што го кажав ова и вели, ми го исполни срцево со радост. Ми го исполни срцево со радост затоа што не сум слушнал вакво објаснување. И јас се обидувам многу често само да проповедам, да не давам многу дефиниции, ама самите излегуваат. Самите излегуваат. Еве ви добра дефиниција, еве ви добар спој на зборови. Единствено кога верата ќе ти стане скапоцена, или пак кога ќе препознаеш дека верата е скапоцена, тогаш ја чуваш како драгоцена. Само кога ќе препознаеш дека твојата вера е скапоцена, тогаш ти ја заштитуваш и ја чуваш како драгоцена. А колку христијани ние што ги знаеме, кои што едноставно не се грижат за таа вера. Што значи да не се грижиш за верата? Еве ќе кажам практично што значи да не се грижиш за верата. Словото е полно. Павле, Јован, Петар, Исус постојано објаснуваат и зборуваат за дека сме оправдани, дека сме чисти, дека сме неиспрљени, дека сме свети, драгоцени. И замислете, тоа е нивното гледиште. Павле доаѓа во Коринт. Во црквата во Коринт. И таму има луѓе кои што се туку што спасени, може би една недела, може би две, може би месец дена. И они го дознаваат, или подобро кажам, го искусуваат действувањето на верата. Одеднаш ги разбираат даровите, почнуваат да пророкуваат, почнуваат да прават чуда и знаци. Едниот вика, леле, јас само да положам рака, овие се исцелуваат. И они како деца во некоја игра, си играат со работите. И да нив тоа им е интересно. Знаете, кога дедо ми ќе дојдеше, ќе ми донесеше играчки од Италија. Тоа за нас беше врв, достигнување. Дедо ми бил во Италија и ми донесува играчка. Знаете што правевме ја и брат ми, ова може го имам кажано многу често. Првите неколку сати ние се радувавме, сите другари им си трчавме, им кажувавме, види каква играчка сме добиле. Знаете што беше следниот чекор со таа играчка? Зимавме чекич и ја кршевме играчката да видиме што има внатре во нејзе. И коринтијаните го правија токму тоа. Ги имаа даровите, ги добија даровите, ама играа некако многу
не, кој збор да го потребам, незаштитено и не ја препознаваа вредноста, драгоценоста на тоа што го поседуваат. И Павле им доаѓа и им вели, вие сте како малецки бебиња. Вели, уште сте на млеко, уште правите глупости. Дори ги укорува на таков силен начин. Вели, некој од вас правите гревови што во светот не прават такви гревови. Но видите, Павле никогаш не се осмелува. Всушност, ако читате 1 Коринтијани, ако читате 2 Коринтијани, покрај сите нивни гревови, покрај сите нивни грешки, Павле никогаш не вели, вие сте грешници. Не вели. Слободно читајте. Не го потребува зборот, вие сте грешници. Знаете што вика за нив? Свети, непорочни, избрани, синови и керки Божи, драгоцени во Божите очи, скапоцени. Ја добивте скапоцената вера. Тоа е интересно како тоа Бог нас сега не гледа. Бог го гледа твојот живот. И си вели, би сакал. Знаете, што верувам дека Светиот Дух често зборува за нас. Или размислува. Јас сакам да овој човек, оваа личност, ја разбере скапоценоста на неговата вера. Јас сакам да овој човек, сакам да го научам да вреднува колку е вредна таа вера внатре во него, колку е драгоцена. И единствено кога ќе дознаеш колку е скапоцена верата, тогаш ти станува драгоцена верата. И тогаш веќе ќе престанеш и да се однесуваш како што сакаш, ќе престанеш да лудуваш, и ќе престанеш да правиш, како што некој кажа пред некој ден, блесави работи. Колку се изнасмеал. Значи, тие сите се луди и блесави. Зборејќи за други некои луѓе, не за нас. Али само тогаш престануваш да си играш играчки со таа скапоцена вера. И знаете, јас знам дека сме обкружени со луѓе кои што не разбираат што е тоа вера. Или пак барем зборуваат за вера, ама не разбираат што е тоа вера. Нели? Обкружени сме со такви луѓе. Прашуваш, ти идеш да му сведочиш, тој каже, знам, јас сум верник, јас сум роден верник, стварно. Да бе, да, роден сум во верата сум роден. А ниту ја почитува, ниту ја разбира, ниту ја знае, ниту пак ја заштитува. Знаете, за мене лично, јас ја заштитувам мојата вера. Зошто? Затоа што е дар. Вели, секој добар и совршен дар доаѓа од озгора, од таткото на светлините, во кој што нема сенка на промена. И ако верата е дар, тогаш ја заштитувам. Ако треба ќе купам заштита, покривка, ќе направам да ја чувам внатре во мене. И ако некој проба да ми ја наруши, да ја украде, или пак да и наштеди на таа вера, јас ќе се спротиставам. Нема да оставам да некој го земе од мене скапоценото и драгоценото. Што мислите, зошто луѓето ги даваа своите животи, и се уште ги даваат, и се уште ги убиваат христијаните низ целиот свет? Кога може да се откажат во тој даден момент, кажат, абе јас само ќе кажам дека не сум христијанин, да преживеам. Може да кажат, може секој од нас да го каже тоа, но има нешто, кога знаеш дека тоа вреди повеќе од само физичкиот живот на земјата. Вреди повеќе. Ние пееме една песна, ти си поскапоцен од што? Од злато и од сребро, така? Знаете што всушност ние пееме? Ние усвари пееме за верата што Исус ни ја дал, бидејќи без вера ние нема да разбереме кој е Исус. Не разбираме кој е тој. Словото не вели дека преку вера разбираме дека видливото дојде од невидливото. Преку вера разбираме, Евреи 11:2. Ако воопшто нешто ти разбираш, што јас верувам дека разбираш, после толку години проповеди би требало да разбираме, барем нешто. Ај најди го кој Евреи 11:2. Ако нешто од нешто разбираме, нешто, некакви стихови, некакво разбирање, ако живееме некаков си живот христијански и луѓето велат, еј, ти си христијанин? И ти велиш, да. Ако нешто разбираме, знаете зашто разбираме? Заради верата. Затоа што вери, преку вера светците добија сведоштво и разбраа дека видливото излезе од невидливото. Верата ти дава разбирање. Верата е, како да кажам, објаснувачот. Ти објаснува што значи се во ова. Ти го објаснува духовниот свет. Без вера не е можно да живееш христијански живот.
Без вера е невозможно да угодиш на Божите принципи. И затоа Исус постави вера во нас. Така ли пишува? Со вера разбираме дека световите се создадени со Божиот збор, така што видливото произлегло од невидливото. И сега интересно е зошто писателот вели го објаснува овој дел. Знаете зашто? Тоа што верата му го покажала невидливото. И затоа сега, заради разбирањето на невидливото, ти го разбираш видливото. Тоа што верата е таква. Ти објаснува нешто што умот не може да ти го објасни. Затоа верата е толку скъпоцена. Така да, ако нешто вреднуваш во твојот живот, освен твоите минливи и менливи работи, тогаш најверојатно најдоброто нешто да вреднуваме е верата што ја имаме, што ни е дадена. Амен. Океј, ајде денеска неколку стихови одбрав за вас, кои што ќе ги поминеме. Ја верувам дека ќе донесат барем малку таа, или пак ја чепнеме, што викаат од Струмица, таа реалност на вредноста, или по да кажам, на драгоценоста на верата. Ајде пред да почнам да зборам, кога го слушате зборот драгоцено, например, окей, кои се првите нешта што ве асоцира? Обично не го слушам тој израз, нели, обично користиме други изрази, ама, например, кога ќе кажеш ти нешто драгоцено, што е првото нешто што ти доаѓа на памет? Како драгоцена? Драгоцена радост. Тоа прв пат го слушам. Добро, друго? Драгоцена љубов. Океј. Друг некој? Како? Драгоцена вредност. Океј. Има уште некој? Океј. Океј. Супер. Она што јас најчесто го имам слушано, или најчесто се користи, барем ако читате книги или пак на некој интервјуа, две работи ги обично ги спомнуваат и ги ославуваат со зборот драгоцено. Две работи. Јас што ги имам слушнато. Драгоцено време, океј? И кажат, моето време е драгоцено. Обично не се користат други изрази за времето. Викаме, моето време е многу драгоцено. Никој од нас не вика, скапо е моето време. Тоа само бизнисмени го кажуваат, или некој се прави паметен. Али обично викаме, слушај, драгоцено е моето време, немој да ми го крадеш. Втората работа што често ја слушам е, велиме, драгоцени спомени. Океј? Значи, спомените многу ми се драгоцени. Не можеш да кажеш, скапи ми се спомените. Не можеш. Не можеш ни дори да кажеш, вредни ми се спомените. Нели, не иде. За немаме некој тука учител во македонски, али тие се изрази, збориме драгоцено време и драгоцени спомени. Така? Интересно е што верата ги содржи двете. Драгоцени луѓе, да. Океј. Интересно е што верата ги созема или ги прибере овие две работи, времето и спомените. Сега, зашто времето и спомените? Како тоа може да биде? Што има заедничко со времето и спомените? Знаете што има заедничко? Спомените се нештата за кои што се сеќаваш што Бог ги направил во твојот живот. Спомените се нешта што се сеќаваш со радост. Па ќе кажеш, ова ми се случи пред 25 години. Ова ми се ова го добив пред 15 години. Мене ме праша, не знам, тука ли е Ракела? Ракела ме праша едно прашање, не знам дали смеам да го кажам, тука си Ракела. Ми рече, бидејќи она сака да се уште биде 16 години. Извини, Ракела, времето такво е. Али, он вика, ја би сакала цел живот да останам на 16 години. Викам, добро, зошто? Па рече, 15 си многу мало. 17 си многу голем, виш идеш према 18, али 16 е многу супер. И вика, ако може да останам цел живот 16, ќе ми биде најдобро од сите. И ми постави следното прашање. Рече, тато, тебе кој дел или кој момент тебе ти би сакал да останеш на тие години? Знаете, тоа се некојаш тешки прашања. Не знаеш што да мислиш. И најверојатно избрав само еден, може би повеќе, али не знам што реков, али реков нешто како најверојатно кога ти се роди. Тој спомен или тие мемории се чудесни. Зашто? Бидејќи одеднаш гледаш како живот се раѓа.
Да, супер е тоа со Ребека, кога се најдовме, се засакам. Сето тоа е супер, нели? Амин. али интересно е кога ќе видиш живот како се раѓа. Тој спомен не е само меморија некоја си дар, него тоа останува во тебе. Кога некој живот се родил во тебе, или како да кажам, преку тебе, или во твојата околина, си кажеш, вау, тој спомен е многу драгоцен. Тоа не значи дека и другите деца не ми биле драгоцени, дефинитивно. И најверојатно тие ќе ме прашаат и на нив истото ќе ми го одговорам. Али сакам да кажам, спомените се поврзани со верата. Зашто? Бидејќи веруваш и знаеш дека Бог е тој кој што го прави ова чудо. Бог е во бизнисот со животот. Бог е тој кој што создава живот. Амен. Така да, драгоценоста на верата, или прво да кажам, драгоцената вера во нас ни ги објаснува спомените и ни го објаснува и времето во кое што живееме. Пред некое време некој ме праша и ми рече, Зоран, немам време или тешки времења, последни времења, ужасни времења, викам, чекај, застани. Како прво, се што Бог прави не може да биде ниту тешко, ниту лошо, ниту неподносливо. Бог прави се совршено и добро. И ако Бог е тој кој што го направил времето, тогаш времето ниту е твојот непријател, ниту е твојот оно што те стопира во твојот живот, ниту пак имаш малку време, ниту пак имаш лошо време. Ја верувам дека се зависи од тоа како ги гледаш нештата. А верата ти објаснува или пак те насочува, ти објаснува дека времето е твојот пријател. Само треба да го гледаш низ очите на верата. А верата има очи. Да гледа над сите нешта, низ сите нешта, под сите скриени тајни, да може да те донесе, да го видиш она што Бог го приготвил за тебе. Она што е твојот правец, она што е твојата судбина. Така да, без разбирање на овие два концепта за времето и за спомените, подобро да кажам, за меморијата на тоа дека Бог на вистина е во твојот живот активен, тогаш или подобро да кажам, вредноста или драгоценноста на верата ќе почне да бледее во твојот живот. Има христијани, има луѓе спасени, кои што верата им избледеела. И ги слушаш и не ти се верува. Ги гледаш што прават и не можеш да прифатиш што прават. И си велиш, чекај, како е можно? Ти го имаш Светиот Дух во тебе, ти ја имаш верата, Исус ти даде тебе вера, а види како се однесуваш. Знаете зашто така се однесуваат тие луѓе? А тоа што не ја заштитувале или не ја разбрале, не ја препознале скапоценоста на верата, за да можат да ја штитат со се во својот живот. И затоа верата им станала недрагоцена или само нешто во нивните животи. Така да, многу е битно за тебе и за мене и за секој кој што слуша, да верата што ја прифатил и верата што му е дадена, да ја препознае дека е скапоцена и да ја чува како драгоцена. Амен. Ајде ќе читаме еден стих. Тука избрав повеќе стихови, не знам. Ајде ќе прочитаме. Ајде Римјани ќе одиме. Римјани 10 глава. 10:10. Ова е лесно да го запамтите. Римјани 10:10. Така ли беше? 10:10. Океј, 9 и 10. Вели вака, зашто ако со својата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповеда за спасение. Всушност тука зборот е вера. Ако во твоето срце имаш вера дека Бог го воскреснал Исус од мртвите, ќе бидеш спасен, зашто со срце се верува за праведност, а со уста се исповеда за спасение. И сега зашто го избрав овој стих? Овој ми беше многу битен стих, зашто со срце се верува за праведност. Се сеќавам, седевме на една прослава и еден човек ми рече: Зоран, да ти поставам едно прашање. Рече, ти ете така духовен си. Викам, ајде поставиме прашање. Рече, јас еве искрено не идам у црква, верувам во Бог, идам понекогаш, нели? Ама не можам сега да бидам како вас, секоја недела, па да зборам за Исус, па да бидам како вас, па да пеам, па не можам тоа да го правам. Добро, викам, добро, тоа си е твоја одлука. Океј, вели, ама ја лично ти кажам, ја се во животот што правам, се што правам во животот, го правам од срце. Нели е тоа добро, ми вели. Викам, да, супер е тоа.
Одлично. И човекот одеднаш му олесна. Знаете, еве, некој духовен човек ми одобрува, еве, ја од срце правам се. Ја викам, супер е тоа. И човекот, знаете како се израдува, значи тоа беше неверојатна радост. Дури сакаше да ме прегрдне, стана и рече да пукне. Ја викам, ама, велам, ти можеш да бидеш воден од твоето срце, ама што ако твоето срце е измамливо? Па ја не помислив на тоа. И знаете, мнозина во околу нас си кажа да бе, ја искрен сум, еве, ја се што правам од срце правам. Не те лажам, од искрено го правам тоа. Но што ако твоето срце не било исчистено со верата, не било исчистено со спасението? Што и да правиш, тој ќе те измами. Зошто? Затоа што во него се уште нема простор да создава добри нешта. И затоа звучи добро, звучи полезно, или како да кажам, звучи оправдувачки, но Словото ни вели, зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповеда за спасение. Срцето мора да биде допрено од верата, за да може да ја разбира праведноста. Единствен момент кога ти почнуваш да разбираш дека си праведен е кога твоето срце ќе биде допрено од верата и ќе биде исчистено од неизе. Само тогаш можеш да кажеш, јас имам сега чисто срце. Овој стих не го планирав, але ќе го најдеме. Дела апостолски, само да ви докажам дека тоа така, Дела апостолски, 15 глава, одиме во 9 стих. Најверојатно овој го имам зборувано многу често, ама ова е само за да видите дека верата го исчистува срцето. И затоа потоа ти можеш да веруваш дека си праведен, дека си праведник. Иначе цело време ќе се мачиш, грешен сум, а ти не си грешен. Океј, вели вака. И не направи никаква разлика меѓу нас и нив, зашто преку верата ги исчисти нивните срца. Што го чисти твоето срце? Верата на Исус, кога ќе го допре твоето срце станува ново, чисто, јасно. И одеднаш ти сега можеш да веруваш дека си праведник. Вау! И затоа е добро да луѓето знаат дека верата е многу скапоцено нешто. За да потоа во нивните срца го чуваат тоа како драгоцено. И затоа вери, со срце се верува за праведност. Но што ако твоето срце не е исчистено? Како ќе веруваш дека си праведен? Како ќе веруваш дека си оправдан? Не можеш да веруваш. И затоа потоа устата не може да исповеда. За спасение не може. Не знае како. Вау! Ја не знам како ова ви звучи. Мене ми звучи екстравагантно. Вау! Океј. Ајде, одиме во друг стих. Одиме во... Кај одиме? Ајде ќе одиме во 2 Тимотеј, идеме? Ајде, 2 Тимотеј 4:7. Павле му веле на Тимотеј. Павле познат тркач, познат човек на долги патеки, му зборува за неговата вера. И не знам како на македонски вас ви изгледа се во ова, но ја додека размислував, добив слика, добив визија кога Павле го пишува се во ова. И не го пишува како некоја, како да кажам, како клише, некој како оправдување, подобро да кажам, него го кажува во најголема ревност, го кажува во најголема понизност, и го кажува во најголема искреност. И му вели на Тимотеј, вели, Тимотеј, само да знаеш дека во мојот живот имаше многу борби, имаше многу борба, многу луѓе пробуваа и да ме убијат, и да ме сотрат, и да ме тргнат, и да ме оттргнат од верата. Ние го читаме, Павле викаме, Павле можел, тој апостол бил. Ма не е така. Читајте го целиот живот на Павле, ќе видите дека и тој бил човек како ти и јас. И вели, многу борби имаше за мојот живот, многу борби имаше за мојата вера.
Павле многу не се секирал за неговиот живот на земјата. Всушност го читаме, Павле вели, слушайте, за мене е придобивка ја да умрам. Ми супер ќе ми биде, затоа што ќе идам со Господ. Ама истовремено имам време да останам со вас да ви објаснам оваа вера. Така да Павле многу не се потресувал колку години или како ќе живее или со што ќе живее или и дали ќе му заврши животот денеска. Не се потресувал многу. Единствено му било важна верата во него, да не се успори, да не се омалакса, да не стане мека. И затоа бил толку ревносен, да покрај сите борби ја издвојува борбата. Каква борба? Што вели? Вели го завршив трчањето, ја запазив верата. Многу битна работа да ја запазиш верата. Зашто Павле вика ја запазив? Што запазил Павле? Тоа што му беше драгоцено. Вели сите пробува од сите страни. Дури имаше, ако читате Павле во Коринтијани, вели дури и лажни апостоли околу мене, лажни браќа и сестри. Што мислите кога ќе кажува лажни браќа и сестри, на што мисли? На некој доаѓа со рогови и вика: "О, тоа е сатаната." Не, некој што бил многу близок до него, кој што го нарекувал најверојатно долго време брат и сестра, и тој скришно некако пробувал, се обидувал да му каже: "Слушај, Павле, ај малку успори ти. Не мораш толку многу со благодата, па да проповедаш, малку, ете така, не мораш, сите не правиш тензија ни ствараш. Ни создаваш." И најверојатно имало такви луѓе кои што скришно дури несогледиво се обидувале да го повлечат надо, да му ја омекнат верата, да му ја земат некако. И сакале да го вратат назад. И му кажувале: "Бе, ти си јудеец, не може, ти си евреин. Што е сега ова нова вера?" И најверојатно Павле ги нарекувал долго време од тие луѓе, ги сакал, браќа и сестри, но едно нешто увидел: тие се лажни. Зашто? Пробуваат или се обидуваат да му ја украдат, да му го украдат најдрагоценото нешто. А тоа што е? Верата која што имал ватре во него. И затоа Павле вели: "Ја издвојував добрата борба. Трчал на секаде." И вели: "Ја запазив верата." И кога го читав овој стих, не само сега, пред многу години, го видов Павле, кога го кажува тој стих, на каков начин го кажува. Не го кажува само реторички, не го кажува само само за да пополни писмото, него зборува со најискрена убеденост и увереност дека ова му е најскапоценото и најдрагоценото нешто. И се надевам дека и на нас ќе ни стане, и веќе ни станало, дека верата е стварно скапоцена во нас, дека е стварно реална, дека не е тоа некоја си само формула каде што нас не треба нешто, него размислувајте за верата. Павле вика: "Проверете се дали сте во верата." Што сака да каже Павле кога вика проверете се? Не сака да каже дали вие доаѓате на служби доволно или не, дали вие се молите доволно или не, него и вели: "Испитајте се во својот ум, во своите акции, дали се уште ја давате истата вредност на тоа што Исус ви го даде како на почетокот." Вау! Јован ли беше кога каже да се вратиме на првата љубов? Јован ли беше? Ајде, вие читате Библија. Знаете ли што значи да се вратиш на првата љубов? Што е првата љубов? Знаете што е првата љубов? Моментот кога верата ти открила кој е Исус. Кога ќе добиеш откровението, Исус е во мене. Тоа е љубов на прв поглед. И таа е љубов која што трае вечно. Преска пеевме вечен е Бог. И ако таа љубов трае вечно, и ако тој момент трае вечно, знаете што го иницираше, што го започна? Верата во тебе. Кога допре твоето срце и твоето срце го виде живиот Бог. И тогаш ти дозна дека Исус е жив и дека Исус е во тебе. И од тогаш почна твојата љубовна врска со Исус. Допре тоа ти не можеш да го љубиш Исус. Како ќе љубиш Исус? Никако. Без вера е невозможно да му се угоди на Бог. Невозможно е. И оние кои што веруваат, мора да веруваат дека Бог постои и дека ги наградува оние кои што искрено, целосно, длабоко му веруваат на Него или го бараат Него.
И сега ние бевме допрени од таа вера. И сега таа вера ти го објасни Исус. Океј, ајде идеме следниот стих. Имам многу да ви зборам за овие работи. Само да знаете. Али само за да го допреме овој момент. Сакам да ви ја објаснам драгоценноста на нашата вера. Кој е следниот стих? Ајде, најди го Галатите. Галатите 2:20 беше? 3:20? 2:20? Од 3:22. Но писмото сите ги затвори под грев. Ова ќе ви го да ви го објаснам се ова што значи или сакате друг пат да ви го објаснам? Но писмото ги затвори. Зборувајќи дека словото или подобро да кажам она што го имале како Стар Завет и ги затвори луѓето, ги затвори нивните срца, нивните умови и ги стави под разбирање дека живеат во грев. Океј, и дека затоа што законот постојано им зборуваше за гревот, постојано го разобличуваше гревот и затоа они постојано беа како врзани или ставени под тој грев. И затоа вели, малку е чуден преводот, но писмото сите ги затвори под грев. И врз основа на верата во Исуса Христа ветувањето да им биде дадено на оние кои веруваат. А пред да дојде верата, бевме под стражата на законот. Океј, сега го разбираме тој дел. Значи, пред да дојде верата, ние, или луѓето, не ние, евреите, беа врзани и беа ставени под гревот. И они не можеа да мрднат никако. Не го разбираа тој дел. А тоа што на нив старателот или стражерот им беше законот. Значи, законот им беше покровот врз нивната глава. И они не можеа повеќе од тоа. Но вели, до времето на верата која требаше да се открие. Така законот ни беше воспитувач до Христа. Океј, значи до Христос законот беше воспитувачот. Но кога Христос се појави во нашите срца, кога верата дојде и го допре нашето срце, видите што се случува. Вели, вика, така законот ни беше наш воспитувач до Христа, до тука, додека не дојде Христос. Но од кога дојде Христос, сега за да се оправдаме преку што? Преку верата, сега дојде верата и веќе не сме под воспитувачот. Кој воспитувач? Законот. Зашто сите сте Божји синови преку верата во Христа Исуса. Со други зборови, сега верата е нашиот воспитувач како да го живееме овој живот, побожен живот. Амен. Така да, затоа ви велам, верата е многу скапоценно, верата е нешто многу скапоценно. И мораме да се научиме да го чуваме како драгоцено. Зошто? Бидејќи верата е воспитувачот сега како да живееме како синови, како Божји синови преку верата во Исус Христос. Сакаш да знаеш како да се живее христијански живот? Дозволи и на верата да те воспитува. Верата ја има таа сила да те воспитува. Да ти објасни како тоа треба да изгледа, кога треба да кажеш нешто, кога треба да ќутиш. Вие ме слушате мене цело време или слушате проповедници и викате, оја цело време ко навиени се, зборат цело време. Не, имало моменти кога Светиот Дух ми кажал, не збори ништо. Како така? Како да не зборам? Ја морам да зборам. Па сега ќе ќутиш. Или кажи еден збор. Ама како да кажам еден збор? Ја мене ми клокоти внатре тука во стомачево. Ја морам да кажам многу зборови. Али Светиот Дух вика, еден збор ќе кажеш. И тоа е борба во мене. Како бе Свети Душе еден збор? Па не е доволен. Но Светиот Дух вика, еден збор е доволен. Верата вика, така е. А ќе ви кажам еден пример. Ова е, многу ме израдува овој пример, на некој од вас го кажав, но има добар завршеток, или подобро кажам, радосен завршеток. Бевме пред година дена, мислам, во Америка, во една црква, во Џорџија, и мислам дека го кажав примерот, ама тоа беше само делумно. Ти ви кажам само на кратко, за да имате представа што значи тоа кога Светиот Дух ќе те ограничи во нешто, а сепак е чудесно. Седам ја проповедам црква од некои си 30-40 луѓе и одеднаш го догледувам еден човек кој што се вика Томи, седи таму, со Томи многу ретко никогаш не сум зборувал. Значи Томи е сенатор, нешто како на нашки, како да кажеме, како министер во владата, значи многу висока позиција во Американскиот конгрес.
И многу е тешко со него да зборуваш она, кај си бе Томи, многу е тешко, така тој е сериозен, не зборува многу. И со него, иако го имам видено многу пати, секогаш било така само. Добар ден. И на оваа служба единствено го гледам него. Значи има многу луѓе, ама врз него стои светлина, стои сноп на светло. И го гледам таткото небесен, како пишува врз него со златни букви. И врз него пишува: ти си мојот фаворит. You are my favorite. Океј, значи, го гледам тоа како таткото го пишува врз неговата глава. Му викам: Томи беше, можеш ли да станеш? И му велам: во мојот дух гледам што пишува таткото врз тебе. Јас сакам да додадам повеќе на таа реченица. Имам и пред тоа и после тоа, да ти објаснам уште повеќе детали. Но верата во мене, духот во мене ми зборува: не, кажи ми го само тој дел, само таа реченица. Кажи ми реченицата: you are my favorite, ти си мојот фаворит. Знаете каква борба имаше во мене, бидејќи се чувствував како да сум, како да не знам да пророкувам, како да не можам да пророкувам, како да немам повеќе. Но одлучив да бидам послушен на верата во мене. И велам, го гледам ова. И толку беше моментот. Човекот ниту климна, ниту трепна, ништо, како да не сум кажал ништо. И си седна. После службата ми доаѓа Томи и ми вели: Зоран, ти не знаеш, но ми кажува целата приказна, како тој бил низ целиот свет, како знае не знам колку јазици да зборува, колку патувал, колку дипломи има, колку е тој способен. И како пред 3 години му рекол на Господ: Господи, не сакам да патувам, сакам да бидам на некое изолирано место. И Господ му рекол: добро. И му дал фарма. И 3 години човекот на фарма. Никој не знае за него, го нема никаде на сцената. После 3 години човекот вика: Господи, доста ми е мише од ова, не можам више со ова досадно е. Дај ми малку акција. Така му рекол на Господ: дај ми малку акција. Другиот ден, значи ова е пред година дена, му се јавуваат од администрацијата на Трамп, значи од врвот. И му велат вака: вика, Томи, ти си помеѓу тројца луѓе кои што треба да председателот да избере кој од нив ќе иде на една функција која што е многу висока функција, која што е чудесна функција, и вели лично он мора да избере од вас тројца. Океј, значи, тројца луѓе од цела Америка. Кога оваа служба кога се случуваше, тоа беше недела, Савајле. Томи, кога доаѓал на кај службата, му поставил на Бог едно прашање. Знаете кој било прашањето? Рекол: Господи, да ми кажеш дали јас сум твојот фаворит. Рекол: Господи, am I your favorite one? Само тоа сакам да го знам. Само дали сум твојот фаворит. И доаѓам јас, и од сите зборови кои што можам да ги кажам, велам, само Светиот Дух ми кажува, морам да се рестриктирам на кажам: ти си мојот фаворит. Бум! Бог знае што кажува. Сега, знаете што е бавиот дел? Доаѓам после година дена во таа црква. И малку со страв, не со страв, ама со налагодно, знаете, толку сум бил уверен во тоа, сум го кажал пред. И го прашувам брат му, а брат му е пастор на таа црква. И велам: абе со Томи, викам, што е работава? Викам: вика, да бе, ти му пророкуваше. Леле, сега викам, ти ми каже ништо таа работа. Знаете, тоа се сепак големи работи. Вели, следниот ден му се јавија и му рекоа: на Трамп, ти си му омилен, ти си му фаворитот, ти ќе добиеш оваа работа. И вели, сега живее во Италија, супер. Викам: па добро, луѓе, што не кажете? Што не ми израдувате? Ја цела година се туфкав дома, дали погодив или не погодив, дали утнав или не утнав. Интересно е што постојат моменти каде што Светиот Дух ќе те ограничи, не да те ограничи со цел да те посрамоти, него затоа што тоа е толку доволно. И ако не се научиш да бидеш воспитуван или воден од верата, негде ќе ја промашиме, ќе ја продолжиме, ќе ја утнеме, ќе ја скратиме. И затоа е добро да бидеме, да ја распознаеме верата, или пак да бидеме пријатели со таа вера, да ни биде драгоцена, да ни биде мила. Ја не знам дали вие некојаш, како да го објаснам ова да не биде неразбрано, дали ја негувате верата во вас? Дали ја согледувате ли како дар? Ја често знам да погледнам во себе и да ги видам работите што Бог ги ставил, не ја што сум ги ставил. И ги гледам и љубовта, и благодата, и верата, и надежта.
И ги гледам и се чудам на нив и велам, ја не ги заслужив овие работи. И Светиот Дух знае да ми каже, знам, затоа по благодат ги доби. Затоа што не се твои. Дадени ти се на чување. Дадени ти се на располагање. Дадени ти се да ја управуваш со нив. И да ги запознаваш. И да ги препознаваш. И да ги љубиш. Многу е тешко, ја не разбирам, или пак тешко ми е да разберам, ако некој се нарекува христијанин и не си ја сака верата, не си ја сака благодата, не ја сака надежта и не ужива во љубовта. Тоа е многу тешко за мене да го разберам тој христијанин. Многу тешко ми е тоа да го разберам. Или пак разбирам дека не си усовршил во разбирањето, во растежот на тие 4 нешта. Океј, ајде само ќе имам уште еден стих, да не претерав ја многу со времево. Добри сте ми? Некако сте ми чутливи денеска. Абе, слушате, дама, треба да реагирате малце. Треба да кажете, да, Зоран, одлично е, драгоцена вера, амен. Размислувате, а дома ќе размислувате, сега треба да примите откровенија. Ајде, одиме само уште еден стих и потоа ќе направиме нешто интересно. Уште два има, ајде ќе читаме два. Ајде ќе ви дам три стиха. Че ми има два. Ајде само најди го овој. Овој е многу добар. Идеме во Римјани 5 глава. Римјани 5 глава, 2 стих. Исто зборува за верата. Што прави верата сега? Преку што ние, усвари, цело време збориме за благодат, ама преку што ние стоиме во оваа благодат? Римјани 5.2. Преку кого по вера имаме пристап во оваа благодат во која стоиме и се фалиме со надежта на Божјата слава. Што е тоа што тебе ти дава пристап кон нештата да се фалиш? Верата. Верата е тој момент каде што без вера не можеш да разбереш, не можеш да увидиш што има. Не ти кажем, Зоран, па ти цело време збориш дека по благодат сме спасени. Да, ама ти си го читал следниот дел од тој стих? Каде што вели, по благодат, Ефесјани 2.8, по благодат сте спасени преку што? Преку верата. А интересно е што многу пати не мислиме дека преку верата ја објаснува благодата. Сега верата е објаснителот на таа благодат и како тоа ние сме сега спасени не по дела, не по заслуга, него по благодат. И затоа верата е објаснува и ти дава пристап во оваа благодат во која што сега стоиш. Да, јас и ти стоиме во оваа благодат, но ни е потребна верата да ни ги, како да кажам, да ни ги осветли нештата и да не воведе во разбирањето на таа благодат. Ние мислиме, ние разбираме благодат по благодат. Не е точно. Ние разбираме благодат заради верата што ни е дадена внатре во нас. Верата ја разпознава благодата во кое време да биде инвестирана, допрена, дадена или примена. Затоа верата е скапоцена. Океј, ајде ќе одиме во другите стихови што ги спремивме денеска. Кој стих имаме денеска? Ефесјаните. Ајде, овој е добар, супер е. Ајде, остави го за друг пат. Ќе ми се фати многу на моите слушатели. Ќе читаме последниот стих. Океј. Тогаш Исус си одговори и рече, о жено, голема е твојата вера, нека ти биде по твојата желба. И незината ќерка беше исцелена од оној час. Зашто го одбрав овој стих? Ова е стих кој што мнозина го проповедаат, мнозина употребуваат параболи, символики, врз основа новија стихови. Голема е твојата вера. Знаете, ја не верувам дека може да го импресионираме Бог. Не можеме да го импресионираме Бог во нашите дела. Знаете што може да направиме? Можеме да го користиме дарот што тој ни го дал на таков наш или уникатен начин, што дури самиот Исус ки рече, вау, како ти текна такво нешто да направиш. Го разбираме тој дел? Значи, ние не можеме да кажеме на Исус, види колку вера имаме ние. Не можеме тоа да му го кажеме на Него. Но, знаете што може да направиме? Да го искористиме тој дар и да направиме нешто кое што е само ти можеш да го направиш тоа. Дали е тоа некое лудо блесаво дело или дали е тоа некое за прв пат некој христијанин се осмелил да направи такво нешто и да направи такво нешто.
Што икаат во Струмица да чинува такво нешто. Ја верувам дека тогаш Исус ќе каже: "Вау, синко, како ти текна такво нешто да направиш?" Тогаш ќе му бидеш мил, или по да кажам, тоа ќе му е мило на Исус. А ти не можеш да го импресионираш со нешто што е негово. Тој ти го дал и ти кажеш: "Еј, види Исус што имам ја?" И ти кажеш: "Што имаш бе?" "Па имам вера." Па добро, ја ти ја давав таа, ја направив таа. Значи на таков начин не можеш да го импресионираш. Но ако го искористиш тој дар на таков чудесен начин, самиот Исус ќе каже: "Вау, како ти текна такво нешто." А тоа што оваа жена, видите, оваа жена као прво не ни беше евреин. Затоа Исус вика: "Имаш голема вера." Сушто само на двајца луѓе во целиот Нов Завет, или по да кажам, Исус се среќава со многу луѓе, само на двајца луѓе им вели: "Голема е твојата вера." А интересно што двајцата од нив, или луѓето не се ни евреи. Интересно. Значи оваа жена допрела нешто или го искористила тој момент кој што бил во воздухот околу Исус. Видите, Исус е авторот на верата. Океј, Исус ја носел верата со него. Оди низ градовите низ селата и носи вера. Со него е. И на никој не му текнало да направи нешто, да ја допре таа вера и да направи нешто што некој не го направил предходно. Исус вика, гледа и вика: "Вау! Голема е твојата вера." Исто со жената со крвотечение. Она прави нешто што никој предходно не го направил, а слушале за вера, слушале за таткото на верата, за Авраам, за Мојсей. Сите тие евреи знаеле нешто за верата, но не се осмелиле да направат нешто со тој дар, што и самиот Исус бива импресиониран и вели: "Вау, каква вера!" Тоа не е некоја друга вера, таа е неговата, што ја дава, али начинот на кој што било употребена, било чудесно за Исус. Амен. Така да, ајде да измислиме некој начин. Ти, јас, другите, измислете нешто, или пак дозволете му на Светиот Дух да ве инспирира како да ја употребите оваа вера. Не да не памтат луѓето по нашите имиња, по нашите облеки, по нашите куки, по нашите коли, него да не памтат по делата на верата. И да кажат: каква вера, каков израз на вера. На никој предходно не му текнало да направи вакво нешто. И овој, или оваа, или овие, види што им текна. Ја употребија верата и направија лом. Направија чуда. Направија нешто што предходно не било замисливо за луѓето. Така да јас стварно верувам дека верата што е во тебе е истата вера. Па Петар ни го кажува тоа. Ај само уште еден стих. Само што овој ветувам. Идеме во втора Петрова, 1 глава, каде што Петар многу јасно им кажува дека таа вера што тие поседуваат е истата вера како апостолите. Не прави никаква разлика помеѓу верата, помеѓу субстанцата на верата. Единствената разлика е како оние употребиле таа вера. Што направиле со таа вера. Океј, ајде го читаме тој стих. Вели вака: Симон Петар, слуга и апостол на Исус, ова го зборував последниот пат, ама само да го нагласам уште еднаш. Симон Петар, слуга и апостол на Исус Христос, до оние кои преку праведноста на нашиот Бог и Спасител Исус Христос ја примија истата скапоцена вера како и ние. И потоа им вели: заради таа вера нека ви се множат благодата и мирот во познанието на Бог и Исус нашиот Господ. Заради растењето во таа вера, заради употребата на верата како дар, ако ова, може да го потребим ова, нема да го кршам, ти ветувам. Ако ова е верата, мнозина од нас најверојатно го употребуваме вака, да се булиме у незе. Така, сакаме да дознаеме, сакаме да читаме, сакаме да направиме нешто и замислете да ова нешто го употребиш на начин како што никој никогаш не го употребил. И да биде чудесно. И Петар им вели: кога ќе влезеш во таа вера, ќе ти се умножуваат и благодата и мирот. Зошто? Бидејќи употребуваш нешто што ги поттикнува сите нешта да се придвижуваат. Зашто? Затоа што верата е двигателот. Верата е машината
парната локомотива која што те носи на места каде што ти не би можел да замислиш. И те прави да правиш дела на вера кои што никој претходно не слушнал за нив. И тогаш, само тогаш, христијаните и нехристијаните кажат, каква вера? А Исус ги каже, како ти текна? Браво си. Баш ме изненади. Не го изненади твојата вера. Тоест, не го изненади верата што е во тебе, но ќе го изненади начинот на кој што ти ја користиш таа вера. Вау. Да бев во една од тие црнечките цркви, ја мислам дека ќе сите ќе рипаат, ќе скокаат, ќе излегуваа надвор и ќе влегуваа внатре со коли, со мотори. Такви се тие. Сме биле ние на неколку служби. Чудесно. Кога требаше на една од службите негде во Америка бевме, црнечка, афроамериканска црква, окей. И на крај требаше да собират прилог. И сега ние знаеме како собираме прилог, Ќе даеме тоа, како си тоа корпата и сите ставаат. Знаете ли како го правеа они? Како они нашле начин? Први се наредија да се молам за нив и на сите им пророкував, се молев за нив, редица, нели, викам, добра, ај се треба да одам. Не вика, ми рекоа застани тука. Окей. Се наредија пак редица. Ги извадија парите вака и од таму, знаете што правеа? Игра со парите вака, игра, и како што доаѓа ми ги фрлаа вака тука. Сите поред. Ја викам, што прават луѓево? Нешто им фали на луѓево. Но тие луѓе нашле начин како да ја израза својата вера на многу поразличен начин. Јас сега стојам, викам, леле, да не ги згазам париве, не спрем да мрднам. Викам, леле, долариве, што да правам? И го прашате, што да правам? Викам, не знам. Играат сите, машки, женски, младо, старо, сите оро играат, трчаат на кај мене, радосни, мафтаат со рацете и ги оставаат до мене, кај моите нозе. Ја никогаш немам видено таков израз на вера. Сега, не сугерирам вие да го правите тоа, ама сакам да кажам дека постојат начини кои што ние можеби не ни се својствени или пак не ги знаеме. Но ја верувам дека Светиот Дух, они не го прават тоа така ми текнало, него нешто имало, некој со радост го направил тоа, го започнал тој момент и сега они го следат тоа дело. И за нив тоа е нормално, исто како што нас е нормално, ај стави тоа корпата. На нив ќе им биде тоа чудно, како што мене беше чудно, но сега не ми е чудно. Така да, верата е опасна работа, морам да го кажам ова. Опасна за сите нас, али опасна и за овој свет. Бидејќи, знаете зашто е опасна? Бидејќи има тенденција и има сила да го смени. И има намера да го смени. Вери, преку вера, Евреи 11 глава, преку вера ги победија световите, и поразија царства, и поразија цареви бутна, преку вера има можност да се борат против големи непријатели. Со вера успеа. Така да верата е опасна алатка, опасен дар. Само наше е да почнеме да го користиме тој дар на чудесен начин. Океј? Амен. Добро ли беше? Да, супер. Одлично, да, многу стихови додека вие плескавте с рацете. се чекаат на редица стихови кад и мене, јас сакам да кажам нешто. Ти друг пат ќе кажеш. Сакав да се молам за нешто или како да кажам, ајде ние да се молиме заедно. Нели се молевме за Џони, наистина он има некои прогнози за неговиот панкреас, така се вика, кои што се негативни и затоа човекот не можеше да дојде. Значи не е само случајно, него е сериозно за него и затоа и плюс неговиот син доживел сообраќајна несреќа, е во количка, во инвалидска и он сега мора да го носи на сите страни. Така тоа се интересни работи како кога човек прави некои дела по вера, доаѓа напад, доаѓа, како да кажам, тензија, доаѓа притисок. И јас не верувам дека тој притисок е поголем од верата, во никој случај, али е добро затоа е добро да се држиме како браќа и сестри. Добро е да се држиме во таа вера, како што е колективна вера, како што е индивидуална, така и колективна. Али, ајде ќе се помолиме заедно за сегашниот момент, ајде така ќе го наречам, за сегашниве времења.
не толку за нас. Значи, ја лично искрено да ви кажам, ја не гледам многу причина да се молам за толку многу за христијани. Не толку многу. Да ги охрабрувам, може, да ги благословам со нешто, ама да се молам како да се молам, малку ми е тоа чудно, бидејќи знам дека имате се што ви треба за живот и за побожност. Ја повеќе би се молел за луѓе кои што страдаат заради одредени своји одлуки во животот или околности кои што се уште не го познаваат Господ Исус. Јас сакам да не само јас, него заедно да, како да кажам, да ги благословиме луѓето што не го познаваат Исус, што се уште не го познаваат Исус, да навистина дојдат до тој момент на познавање. Дали тоа ќе биде преку тебе и мене, дали тоа ќе биде преку сони, визија. Ја сега пред некој саат зборував со еден драг пријател, брат, и ми кажуваше историја како влегол во некоја кафана или во некој ресторан и вели, како се вика, келнерот рече, цело време залепен до мене, цело време гледа, мене ме гледа. И си помисла, бе, нешто чуден ми е келнеров, нели, многу погледи ми праќа. И дури на крај дошол па го прегрнал, и знаете, она, ле, чекај, што е работава. И знаете што го прашал? Рекол, бе, што човек си ти? Значи, од никаде. Едниот живее на исток, други, они се наоѓаат на запад. Значи, диаметрално спротивни места на живење. И вели, што има нешто во тебе посебно? Вели, уште кога влезе од вратата, нешто имаше во тебе. Нешто посебно. Вели, што е тоа? Вели, знаеш што, ја верувам во Исус. Исус живее во мене. Знаев дека има нешто во тебе кој што не е од овој свет. И ја не знам дали тоа ќе се случи така, дали луѓе кажат, нешто има во тебе, што е тоа? Кажеш, имам вера во мене, верата живее во мене, Исус живее, преку таа вера Исус живее. Може би така, може би преку сонови, али да ги благословиме луѓето и што ги знаеме и што не ги знаеме. Едноставно да испуштиме од нас еден благослов. Може така нешто да направиме. Трошете се за луѓето. Давајте им на луѓето, купувајте им работи, дури без причина. Не мора да се некои големи, а и нека бидат и големи работи. Едноставно направете или правете дела, или да правиме дела кои што ќе им бидат чудни. Од кај тебе сега ти текна ова нешто да го направиш? Не знам што да му купиш. Може да купите книга, да ми ја дајате. Али нешто, купите Библија, купите Нов Завет, дајте им го, или купите некој колачиње, или нешто. Само не ракија и вино. Или цигари. Нешто дајте им, изненадете ги некако. Затоа што они може би ве слушале што сте збореле за верата, ама изненадете ги некако, нека таа вера ви биде инспирација да изненадите некого на таков начин што ќе го придобиете за Христос. Океј?